Секогаш по богојавление водици се одбележува денот на Свети Јован Крстител. Денот по богојавление го славиме Свети Јован Крстител, како што вели Спасителот за него, најголемиот човек роден од жена, последниот пророк кој го поврзува Стариот и Новиот Завет, бидејќи тој е оној за кого пишува Евангелието, вели гласот на оној кој рика во пустината, исправете го патот Господов, бидејќи се наближи времето. Токму така проповедал Свети Јован Крстител, проповедал покаяние и крштение со вода и навестувајќи го доваѓањето Христово. Свети Јован Крстител е најголемиот пророк роден на земјата, кој директно учествува во крштевањето на Христа, проповедајќи и исправајќи го патот. Кога Свети Јован го прашувале дали е тој Месијата кој треба да дојде, тој одговорал: јас не сум, но иде по мене тој на кого не сум достоен да му ги одврзам ни ремчињата од неговите обувки. И кога се крсти Христос, се појави полнотата, се исполни ветувањето дека ете Месијата ќе дојде и ќе почне својата проповед. Свети Јован Крстител живеел во пустината, облечен во кожи од камилски влакна, хранејќи се само со див мед и скакулци. Со тоа го предскажувал и првот и монаштвото и испосничкиот живот на сите оние кои подоцна го прифатиле. Големината на Свети Јован е толку голема што тој, како заедно со Мајката Божја и со Христа Спасителот, се слави и неговиот телесно рождество. На Мајката Божја знаеме дека раѓањето е на Мала Богородица, кај народот позната. Христовото раѓање е Божик и црквата што прославува друго раѓање е раѓањето на Свети Јован Крстител, тоест Иванден. Свети Јован Крстител го изобличил и Ирод за жена сопругата на неговиот брат, иако тој се уште бил жив, па затоа изобличување било наредено тој да му се отсече главата. И така, иако Свети Јован не бил крстен, но тој и прв пат маченички завршува ради Христа, проповедајќи го Словото Божјо.